Скопје од ден во ден изгледа се почисто. Сепак, зборот почисто не го користиме за пофалба, туку за споредба, затоа што во текот на октомври беше далеку полошо. Сметот и ѓубрето не само што се излева од контейнерите, туку буквално го попречуваат движењето по тротоарите. Контейнерите низ главниот град со денови се преполни. Со булдожери се чисти ѓубрето низ скопските улици и тротоари. Отпадот кој се натрупуваше со недели не може да се среди брзо. Кризата, случајно или не, се совпадна со предизборната кампања за локалните избори, а во пресред на вториот круг, недостатоците во работата на надлежното јавно предпријатие Комунална хигиена почнаа да ги пополнуваат речиси сите кандидати за градоначалници во скопските општини. Градот е катастрофа. Јас ранците доаѓаат, гледам сликат, леле што да сликат, вика. Штета, толку убав град и све. Прљаво смрди, стаорци ке ни изадат, другари, што да ви кажам поише. Стварно е срамота ова што ни го прават, заради тоа што до овој степен нечисто не било никогаш и сакам јавно да кажам да не мислат дека не сме свесни за тоа што го прават и дека не знам, пиеме нафта сите тука и кај одеднаш ѓубре па се изчисти. Многу ни е јасно дека сме дел од таа политичка манипулација и срамота. Кој е чистен, е чистат од што не знам што да кажам, што мораат сега уште 2-3 дена. Кампањски се води, ама не е очистено. Тоа ако не се средува секојдневно, така речено, ништо нема да биде од град. Беше катастрофа. Мислам да се срамиш дека живееш во Скопје. Те кажеш дека си во Скопје. А тоа што сега го изчистија градот последниве неколку денови? Го изчистија, ама ја мислам пак се носи тоа. Пак е политички, мислам дека и сметот се цело време беше, ја мислам цело време мислам дека се е политика. Па се обидовме да дознаеме, можеше ли кризата со ѓубрето во Скопје да се надмине на системски институционален начин, а не адхок и за изборни цели. За собирање и транспорт на комуналниот отпад на територијата на град Скопје е задолжено јавното предпријатие Комунална хигиена. Директор доскоро беше Сабахудин Рустеми, предложен од градоначалничката Данела Арсовска. Управниот одбор на градската фирма пак изгласан од мнозинството на Советот на град Скопје, каде најмногу советници има ВМРО ДПМН. Зошто Комунална хигиена престана да го собира отпадот беше едно од прашањата кои им го поставивме по кривичната пријава од МВР. Наместо одговори, добивме неколку документи кои наведуваат дека управниот одбор уште од јуни годинава ги известувал градоначалничката Арсовска и Советот на град Скопје дека е нарушен системот на работа во предпријатието. Во еден таков допис од 24 септември управниот одбор наведува: функционирањето на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје е во крајно критична состојба. При тоа, поплаките се дека привремениот директор Рустеми не ги спровел одлуките за сервисирање на комуналните возила и дека недостасуваат контейнери, дека нема доставено извештаи за финансиското работење и дека функционирањето на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје е во крајно критична состојба и оперативно и финансиски, што може да создаде дополнителни посериозни последици во однос на хигиената во градот Скопје. Рустеми сега е во притвор, па беше невозможно да му поставиме прашања. Одговор за тврдењата и документите на управниот одбор побаравме од градоначалничката и од градскиот инспекторат. Дали знаеле, што презеле, каков им е ставот? Не добивме одговор. Сепак, Арсовска во повеќе наврати на Фејсбук ги обвинуваше токму управниот одбор, ВМРО ДПМН, па и премиерот за состојбата во Комунална хигиена. Прашавме дали владата има законска можност да го преземе управувањето со отпадот во град Скопје или во која било друга општина. Поради кои причини владата не го презеде собирањето на сметот во град Скопје, барем привремено, и зошто не беше прогласена кризна состојба. Оттаму ни одговорија дека се преземаат активности преку координиран вонреден инспекцијски надзор на територија на град Скопје за непостапувањето на институциите, како и тоа дека е предвидена правна одговорност. Согласно законите, градоначалникот на град Скопје има јасно утврдена обврска да обезбеди непречено и континуирано функционирање на сите јавни предпријатија и установи под негова надлежност во интерес на граѓаните. Тоа не е прашање на желба или намера, туку прашање на законска и морална одговорност.
Секоја евентуална негрижа, намерна обструкција или неисполнување на оваа обврска повлекува соодветна институционална и правна одговорност. Ни одговорија и дека имаат на располагање законски механизми, но не и зошто не беше прогласена кризна состојба откако се случи, на пример, Стаорец да касне 10-годишно дете во Скопје. Наспроти одбегнувањето на извршната власт, институционално да го преземе управувањето со отпадот од град Скопје и комунална хигиена, е законот за управување со отпад. Таму, во членот 129, е пропишано: доколку и покрај укажувањата и преземените мерки и активности, организационата единица за регионално управување со отпад, органите на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје не го обезбедат извршувањето на работите за кои тие се надлежни согласно со овој закон, им се одзема надлежноста за извршувањето на работите. Вршењето на работите од ставот 1 на овој член ги презема органот за животната средина, најмногу до 1 година од денот на нивното преземање, во име и за сметка на организационата единица за регионално управување со отпад, општината и градот Скопје. Наместо државата да го стори тоа системски, работата ад хок ја презедоа кандидатите за градоначалници меѓу двата круга. Некои од нив можеби имаат некакви ингеренции бидејќи се актуелни градоначалници, но некои се само кандидати. Ова отвори дилема дали за време на кампања ваквите активности се дозволиви. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, Societas Civilis, дури и антикорупцијска може да се позанимава со ова прашање. Може да го разгледа ова како прашање, бидејќи во основа, иако за градот помогна останатите јавни предпријатија во околината на градот, значи од други општини, да се исчисти сметот, сепак се виде дека кандидати блиски на оние што ги испраќаат камионите или кандидати што се блиски до коалицијата, всушност се сликаат и ја презентираат акцијата на чистење во текот на кампања, што ги дава нив во некаква предност против кандидатите и ги портретира како тие да го решаваат проблемот. За овие дилеми став побаравме и од заедницата на единиците на локалната самоуправа или скратено ЗЕЛС. Ни објаснија дека механизацијата за чистење стигнала од неколку скопски општини, а директно била побарана помош и од Куманово, Велес, Штип и Кавадарци. За промоцијата на кандидатите, ставот на ЗЕЛС е: ЗЕЛС нема ингеренции во овој сегмент и секако повикува на фер и демократски избори. А кандидатите и политичките партии во организација на Државната изборна комисија потпишуваат кодекс за фер и демократски избори. Фер или не фер, ѓубрето стана плодна почва за предизборната кампања во Скопје. По изборите, можеби и на вистина брзо ќе се исчисти, но затоа нема брзо да се избрише срамот што го остави, ако нема и други последици.